И поздравам сте, јас сум Ники, добровте во новото видео. Денес луѓе правиме туторијал како да си направите ваш фейскем, она како што е во коцка, како што е кај мене например, како да си направите ваш значи таков фейскем. Спуштате значи то на Google слика која било, доколку мислите дека е вашата добра за вашата слика добра за ваков нели фейскем, така да ги прецртвите овие во вашиот Photoshop, значи мора во Photoshop да го направите. Ви се натоварат бело, само кај мене е малце поспоро затоа што снимам и ми лага. Така ви се отворат сега ова и го земате ова одляво и стегате еднашка на то. Пишите 400 и на другово 400. Значи tot кога го правите то, стегате Enter и ви се правите едно како квадратче. Само ќе почекаме сам малце, се изминува што кочит. Еве да речам сега ќе го стам малце подолу колку да биде. Добро. Од кога го стадовте така, го тргате ова белово, но ова поќе важи за тие што едитират во значи во Sony Vegas и се то. Стегате нова No Color и го стегате ова после второво и стегате например која било боја, пошто нема тоа да ви е битно. Од кога го направите то, стегате нова тројка кај што пишит, можда кај вас ќе пишит поинаку. Еве јас мислам дека е олка фейскем добар. Еве како изгледа се то без ова белово, но белово ќе отргнете, понатака треба назад да ви е транспарентна. После кога ќе земите таа ваша, како се вика тоа, ваша слика, одите файл и place. Од кога ќе ви се отвори то, ќе ви излезите едно да си ја лоадирате вашата слика. Сега да излезите кај мене само, ете. Мојата се вика се но нешто на НО, што да ми оставам. Nostalgic, еве, Nostalgic Blue Background, доколку сакате и вие во ова земете. Јас веќе овај фейскем си го имам направено, така да ќе ви покажам и како да си направите како од джипи, значи ваков има джипи со тие бели крукчина, нели, или црвени крукчина, како и да се. Откако чекај. Уште малце. Така, стегате десен клик и place, плаце, значи то. Сега прво, овај нешто си го направите, одите горе, значи сликава долу ќе направите. Ете така. Сега стегате на сликава, значи ја обележвите сликата, стегате на ова горе за сечење и вака, значи внимателно. Така, добро, сега јас малце, значи не ми е мене битно, пошто имам направено, значи супер. Вака прво ќе стегнете, речам, на гумава, колку да имате пристап дали сакате тоа да го сечите. И вака ова ви се направи, сега ојме пак и друго го сечиме ова. Од овде. Вака и вака. Стегате пак delete, значи тоа ги бришите овие делови. Па уште еднашка. Вака и вака. Го бришите. Од кога го направивте то, ви останува како една рамка, значи се. И ова само го тргате горе и тоа изгледа вака, значи многу cool, многу добра работа. Добро, сега вие многу попрецизно ќе го направите. И одите файл, save as, овде save as. И од кога ќе го направите то, сега само видиме, пишите рамка, значи јас така викам, и во Photoshop PSD го оставате, значи и си го само сейвирате. Доколку едитирате во Filmora, едитирате во едно друго, ова белово, значи background што е, то оставите го и направите го зелено. И само кога ќе го појдете, значи тоа ќе ви е како слика и само вие тоа го тргате во таму зелено, онако платно джипи ви објасна како. Така да се надам дека уживавте во овај туторијал мал. Оставете лайк, оставете subscribe, ние се гледаме следното видео. Ра па 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 и ра.